Во последно време најсеполна од болниците со онаа динамика од претходно, што е добро. Ова го истакна денеска министерот за здравство Венко Филипче. Додаде дека над 50% од населението над 40 години има примено барем една доза вакцина. Добро е што во овој момент има стагнација некако. Не се веќе полнат болниците со таа динамика како што тоа беше до сега. Значи дека изминатите 2 дена има малте нееднаков број на пациенти во болниците, нема потреба да се активираат дополнителни оделенија на интерните клиники, иако се спремни. На 3 оделенија сега се сместени тука пациенти, 3 се на стендбај. И доколку дозволите да искористам приликата, уште неколку информации за вакцинацијата да кажам. Во државата заклучно со вчерашниот ден се вакцинирани вкупно со прва доза околу 740.000 граѓани, 560.000 од нив се вакцинирани, на дневна динамика иницијална 10 до 12.000, сега е намалена на 4 до 5. Јас верувам дека и со овој тренд, ако продолжи, тоа ќе биде добро. Вкупниот процент на вакцинирано население со најмалку една доза на граѓани над 40 години е 53%, вкупниот некаде околу 37, што значи помал ефортот на помладите граѓани. Министерот додаде дека болните се лекуваат по современи протоколи со модерни лекови. Главен проблем според него е доцното доаѓање. И сите се лекуваат по соодветниот протокол со најмодерните лекови. Нема недостаток на ниту еден лек. Ние сме единствена земја во регионот кој што го има и антителото од оригиналниот производител, го добивме благодарение на Светска банка. Најголем број од пациентите во болниците, и тоа е проблемот, се невакцинирани. 80 и нешто проценти. Околу 9% од смртните случаи се вакцинирани. Меѓутоа тоа се пациенти кои што навистина имаат тешка состојба, имаат сериозни коморбидитети и иако лекувани по сите тие стандарди, за жал не може да им се помогне. Вакцината сериозно го намалува ризикот од смртен исход и тоа е докажано со студиите некаде околу 20%. Филипче кажа дека ниту тој, ниту некој друг во светот не кажал дека вакцината целосно штити од COVID-19, туку дека штити од сериозна тешка форма на болеста.